8 е часот и 7 минути се враќаме повторно во студиото на Алфа телевизија и како што ви кажав, ова утро ќе зборуваме за еден навистина моќен подвиг, можам слободно да кажам. На моја огромна чест и задоволство, ова утро наши ваш гостин е професор доктор Златко Јаќовски, кој што е шестиот македонец кој што застана на највисокиот врв на светот Монт Еверест. Овој подвиг доктор Златко Јаќовски траеше месец и половина, каде што како самиот што кажа има доста вака како да кажам психички и многу добро делува на вашата и психа и самодоверба и сето она што понатаму ви следува во животот. Меѓутоа вие сте наш гостин, капа доле докторе. Наклон до земја за овој подвиг. Јас ги гледав инсертите, планината, Хималаите се навистина многу моќни. Тоа е нешто што треба и бара огромна и ментална и физичка подготовка. Вие сте и доктор по судска медицина, професор на факултетот по судска медицина на медицинскиот факултет, исто така сте и планинар во слободно време. Така ни кажавте. Ваше хоби. Шестиот македонец, честитки, како што кажав, голем наклон од мене и почит за овој ваш подвиг. Како дојдовте до идеја да го освојувате, да го освоите најголемиот, највисокиот врв на светот Монт Еверест? Шестиот македонец, како што кажав, застана на оваа точка и успеа да се врати назад во Македонија. Добро утро за гледачите од мене. Ова идеја ми се роди пред, да кажам, неколку години, можеби 7-8 години наназад. Откако почнав посериозно да се занимавам со високогорство, тоа е дел од планинарењето, каде што вие се качувате на врвови од над 3.500-4.000 метри. Така да, оваа моја авантура ја почнав во 2014-15 година, кога решив дека ќе се качувам на 7 највисоки врва на секој еден континент. Тоа е така наречено за мене Seven Summit Project. И прво го качив врвот Елбрус, Кавказ во Русија, потоа бев на Аконкагва, Јужна Америка, па Килиманџаро во Африка, минатата година Денали на Аљаска во Северна Америка, еви оваа година највисокиот врв во светот, значи во Азија се наоѓа тој на Еве гледачите веќе имаат докторе можност да видат фотографии. Ова се фотографии од вашиот последен подвиг, така, од освојувањето на Монт Еверест. Се гледа белило, се гледаат преубав, еве гледајте, преубав ова залез изгреј сонце или зајди сонце. Преубави слики, фотографии. Гледачите може да погледнат, да ми кажете, сакам да ве прашам, што за вас значи овој подвиг? Што значи освојувањето и стапнувањето на највисокиот врв на светот? Што си мислевте во тие моменти? Какво чувство ве обзема? Значи, освојувањето на највисокиот врв во светот е едно од најголемите достигнувања на секој еден планинар. Зошто кажувам едно, а не најголемо? Заради тоа што не секогаш висината зависи од тежината на планината. Има, например, и по-тешки планини од Еверест, како што се К2 или Анапурна, кои што се исто на тој хималајски масив, но секако дека Еверест е шлагот на тортата за секој еден планинар, заради тоа што кога ќе се качите на врвот на светот, всушност вие се победувате сами од себе. Не станува тука збор само за физички припреми или физичка подготвеност, тука треба и добар ментален склоп да имате, значи да бидете подготвени на сите тие предизвици што таму ве чекаат, заради тоа што вие сте 2 месеци во нехумани услови. Значи спиете во шатор, каде што е температурата најче минус 30, минус 40, храната не е соодветна, воздухот е разреден, значи немате доволно кислород. Значи, надвор сте од семејството, од блиските и така натака. Значи, треба сите тие моменти да ги надминете и да се фокусирате на целта и да успеете. А да не говорам за ризиците кои што секојдневно постојат, заради тоа што има многу лавини, кои што се непредвидливи, не знаете кога може да настане лавина, може да се пролизгате, ветар силен, магли и така натака. Значи, многу има предизвици што вие сите треба тие да ги надминете
за да успеете да се искачите на Еверест. Колку што е тешко качувањето, толку е тешко и симнувањето од планината. Претпоставувам и верувам дека соработката со тимот кој што оди заедно на оваа експедиција од големо значење, да ни кажете како изгледа еден ден на Хималаите. Да, значи статистички при спуштање се случуваат 85% од несреќите. Значи 15% се случуваат при качување, 85% при спуштање. Така да експедицијата е завршена или искачувањето на било кој... Докторе, само за момент ке ве прекинам. Оди видео, ова се шатрочињата во кои што бевте сместени, портокаловите. Да, тоа се мали шатори во кои што од базен камп, значи камп 1, камп 2, камп 3, камп 4 сме сместени по двајца. Во базен камп си бевме сами. Колку луѓе бевте во експедицијата заедно? Кои што го освојувавте врвот? Вкупно во тој интернационален тим четворица. Бев јас, еден планинар од Грција, еден од Израел и уште еден од Австралија. И прикачувањето на самиот врв, значи се вика тоа самит пуш, тој период од 5-6 дена, си одите со по еден шерпа, значи секој имаше од нас плюс уште еден шерпас. Сега да се навратиме на прашањето. Како изгледа еден ден на Хималаите? Еве овде оди уште едно видео, ова е качувањето. Значи еден ден на Хималаите изгледа тоа што еве сега да кажам за базен камп кој што се разликува од погорните кампови. Се будите негде околу 6,5-7 часот. Си ги завршувате тоа, работите со тоалет, со лична хигиена, доручек и понатаму започнуваме со аклиматизациони активности кои што мора да ги направите заради тоа што телото треба постепено да го привикнете на тие висински и разлики и временски услови. Нормално имаме и социјални моменти, играме шах, слушаме музика и така натака. Но кога ќе почнеме да се качуваме веќе во тие горните кампови, сега говорам веќе од камп 1, камп 2, тука сосема е друга реалност. Значи станувањето е порано, топите снег за да имате течности за да се направи чај или кафе или сок некој. Понатаму исто така треба да имаме доволно вода за да може да се храниме, за супа, за да може таа дехидрирана храна да ја припремиме за готвење. И продолжуваме со искачување. Сега зависи каква е... Колку часа траеше искачувањето? Различно е. Значи, секој ден од камп до камп имате различна сатница и зависи од теренот. Така, од временските услови, временските услови и од конфигурациите на теренот, со тоа што качувањето е многу бавно, таму не може да се движите како тука што се движиме, значи буквално многу бавно, заради тоа што ќе се заздишате и не можете да дишате. И при тоа, кога ќе стигнеме на местото каде што ни е завршна точка, да кажам, до другиот камп, пак нема одмор. Заради тоа што повторно треба истиот ритуал да го спремиме, за да можеме пак да имаме течности за пиење, за храна и така натака. Значи, не е како другите спортови. Например, некој ќе истрча маратон или ќе изигра утакмица, ќе си отиде дома, ќе се истушира, пие шејк или во хотел некој може да излезе вечерта. Кај нас, значи, во тек на сите 2 месеци, вие буквално преживувате од ден за ден и тоа мора да си го направите сами за себе. Односно, секако дека тимот соработува заедно со шерпасите, но вие не можете да бидете само пасивни и да чекате некој друг да ви донесе тоа што е неопходно, така да вие мора да соработите. Како се справувавте со ниските температури? Рековте минус 30 навечер, има некое грејење во тие портокалови шатори кои што ги видовме? Не, значи се справуваме на тој начин што имаме добра опрема. Така да, имаме специјални вреки кои што се за минус 40, специјални панталони, облеки, термочорапи и така натака, кои што штитат од тој студ, специјални ракавици. И буквално кога ќе влезете вие во вреќе, надвор, еве, многу пати беше минус 30 степени, ветрови, снегови, се чувствувате комотно. Со тоа што отежнато е дишењето, заради тоа што вие сте внатре во вреќата и го дишете тој топол воздух, ако сакате да земете свеж воздух, тогаш е ладно. И наутро, значи, речи секој ден ви тече крв од носот, така да, заради тоа што слузницата смрзнува од внатрешната страна на носот. Кој ви беше најтешкиот момент додека го освојувавте Монте Еверест? Имавте ли
некој момент кога си мислевте можеби не можам повеќе или можеби да се дојде до откажување? Еве, дали можеби имаше и некој ризик, можеби не дај Боже некоја повреда или нешто, бидејќи сепак месец и половина бевте на планината? Значи, до 8600 јас не почувствував никаква слабост. Навистина се чувствував многу доминантен. Мислев дека лесно ќе го искачам Еверест. Но на 8600 метри надморска висина, тука започнува еден дел се вика Хилари Степ, кој што е многу атрактивен, можеби најатрактивен дел од Еверест, каде што вие буквално одите по работ на планината и од двете страни е провалија. Од една страна се карпи со снег, од другата страна е снег. И тука почувствував изнемоштеност, која што рапидно дојде, значи одеднашка. Јас како едноставно да се издишав. И при тоа качување на Хилари Степ е горе-долу, значи не е континуирано качување, него се качувате, се спуштате, се качувате, се спуштате. Но во тој момент дојде шерпа со до мене и ми кажа: Златко, немаш кислород, треба ти сменам боца. Ми стави нова боца, малце ми дојде сила и со навистина тешки маки си искачив до врвот. Заедно со тимот, значи сите стигнавме во исто време, но и многу беше студено. Значи дуваше ветер негде околу 50 км на час. Значи беше погрешена временската прогноза за тој ден и заради тоа не имаше многу луѓе кои што се искачува тој ден, така да немавме некои задршки по патот. Обично на тој дел Хилари Степ има многу атрактивни фотографии по социјалните мрежи, се редици на луѓе кои што чекаат со часови за да се искачат на врвот. Ние немавме таква гужва, но временските услови не го дозволуваат така. Се качив на врвот, единствена мисла ми беше како ќе се симнам. Значи бев уплашен за себе заради тоа што сте исцрпен, изнемоштен. И тоа е единствениот врв каде што јас лично не почувствував некаква емоција. Значи јас сум се качил на врвот на светот, јас бев уплашен и имав време од 5 минути само толку ни дадоа шерпасите да направиме неколку фотографии да почнеме да се спуштаме. Спуштањето исто тешко, значи не е лесно. Два пати се пролизгав, паднав, но среќа сме врзани за фиксно јаже, така да тоа јаже не задржува и немаше никакви последици. После 8600 повторно некако ми дојде енергија и без проблеми се симнав до кам 4. Сепак за тие 5 минути успеавте да го развиорите македонското знаме на највисокиот врв на светот по 6-ти пат. Навистина е голем подвиг за респект. Предпоставувам сега веќе од кога сте вративте, веќе полека ви слегнуваат емоциите и веќе станувате полека свесен што постигнавте. Така, бидејќи рековте како што ве разбрав, во тој момент не, така, меѓутоа сега веќе гледате што сте направиле, нели? Па, навистина не бев свесен, некако бев збунет и сите мои пријатели ми кажат: "Абе, Златко, дали знаеш што направи?" Навистина јас не бев свесен во тоа време. Едноставно имавме и некои лоши ситуации што ни се случија во тимот и некако бев и ментално, да кажам, деструиран, заради тоа што имавме сосема други планови со тимот, после качување Еверест, што ќе правиме, како ќе правиме, но за жал од тоа ништо не се реализира. И единствен бев што успеав да трнам од 2880 од Лукла, да се качам на Еверест и да се спуштам до 2880. Зошто кажувам ова? Заради тоа што повеќето од планинарите го спуштаат Еверест од базен камп со хеликоптер. Но јас си дадов ветување самиот на себе дека ќе го спуштам и ќе го качам Еверест од точката каде што сум трнал. Тоа е тој алпинистички стил на качување, да не користам други помагала, хеликоптери или било што. Колку време ви траја подготовките за искачување на Монт Еверест? Физичките подготовки, за менталните кажавте. Вие сте и професор, доктор по судска медицина. Предпоставувам и вашата професија многу ви помогна за да го достигнете овој подвиг. Физички како се подготвувавте претходно? Да, значи гледате, овие припреми за вакви врвови траат во континуитет со години. Значи вие треба да имате посебен животен стил. Така е. Значи, не сум се подготвувал половина година или неколку месеци, туку во континуитет години со години и постепено сум го навикнувал телото да може да видам пред сега сам себе, да се тестирам на која висина можам да издржам. Така да
со овие 7 самици други врвови бев и на Ленин врвот на Киргистан кој што 7200, за да видам како функционира мојот организам над 7000. И во континуитет ја, значи, вежбам. Секој викенд или празник, доколку не е време како денес, како не е врне, например, ја одам на планина и гледам да бидат тоа дистанци некои околу 20-25 километри, висинска разлика од околу 2000 метри. Редовно одам на водно, одам во вежбална, че не пушам. Така да станува збор за еден животен стил кој што возможува долгогодишен проект, така да кажем. Долгогодишен проект. А што се однесува до психата, значи таа е многу важна и мојата професија од проста причина што пред секоја една ваква експедиција јас одам на лекарски прегледи од спортска медицина, од трансфузиологија и така натака, заради тоа што ние докторите знаеме дека личните особини се многу важни. Че вие може да бидете најсилен човек на светот, но во други околности вашиот организам може да не функционира како што треба. За жал, оваа година на Еверест беше 70 години платиниумски јубилеј од првото искачување на Еверест, но зашто кажав за жал? Заради тоа што имаше најголема смртност, но оваа година, да, и најмал процент на искачени планинари, значи под 40%. Минатите години било околу 70-75%. Така да станува збор за една навистина лоша година заради лошите временски услови. Значи условите беа навистина многу захтевни и имаше голем број на смрзнатини по прстите, по екстремитетите, значи најверојатно заради пост-ковид компликациите кај луѓе што го имаат прележано заради зголемено згрчување на крвта. Така да не само студенилото, туку хипоксијата, недостатокот на кислород доведува до тоа и се ако имате вие некоја лична карактеристика каде што вашиот организам реагира со зголемена коагулабилност, ќе дојде до такви несакани последици. Заради тоа јас си ги правам сите испитувања, дури им дадов совет таму за следни години какви испитувања да барат од клиентите за да им укажат на ризици што може да настанат. Подоцна мојата професија како судска медицина, јас сум секој ден соочен со најлошото нешто што може да му се случи на човек, значи тоа е ненадејна смрт или насилна смрт. И сум научил дека во животот треба сме благодарни доколку сме здрави и имаме слобода. Така е. Дали врнело, веело, паѓал снег или било што, тоа е само фасада. Значи нашето здравје и слобода се најзначајни. И едноставно, вие кога ќе отидете таму, кога ќе видите таа голема планинска маса, вие сте таму само една молекула, така е. Вие се одушевувате и сте среќни што сте таму и го гледате тоа. Така. Докторе, што ве научи Монт Еверест? Па Монт Еверест ме научи дека ништо во животот не е недостапно и не е неостварливо. Така да, доколку се фокусирате на некоја цел, и работите во континуитет да остварите, така ќе се оствари. Така е. Го освоивте највисокиот врв на светот, Монт Еверест. Што е следно? Има ли нешто следно? Остана ли нешто следно за освојување? Па гледате, во принцип човекот е незаситен за постигнување, така? Значи тоа е нормално, заради тоа имаме еволуција во нашето човечко постоење. Монт Еверест, како и сите претходни врвови, ми представува дополнителна одскочна даска и за други успеси. Нормално ќе се вратам пак на Хималајскиот масив, заради тоа што таму има многу прекрасни убави врвови. Може би што оваа есен, пак зависи од време и финансии. Кога се посетува Монт Еверест? Има период, нели, кога може да се искачува? Хималајскиот масив се посетува на пролет и на есен. И на есен, така. Да, значи топ сизон е април-мај и октомври, почеток на ноември. Тогаш е најстабилно времето. Значи не треба да е најтопло, туку да е најстабилно. Така. Да. И би сакал да го завршам овој Seven Summit Project, значи ми остана уште два врва. Едниот е Винсон на Антарктик и другиот е Карстен Пирамид во Океанија и Австралија. Така да се надевам дека во брзо време и тие два ќе ги искачам и ќе си го заокружам тој проект 7-те самити. Докторе, јас ви благодарам за вашето гостување во емисијата. 20 на минути ми поминаа на вистина брзо. Ова е
на вистина неисцрпна тема. Имаме уште за многу да зборуваме за освојувањето и вашиот подвиг на Монт Еверест. Остануваме отворени и понатаму. Ви посакувам многу успех да ги освоите уште овие 2 врва што ги споменавте и остануваме отворени за соработка, за да го следиме и да го пратиме секој ваш подвиг. Ви благодарам многу за гостувањето во емисијата. Ви посакувам многу успех и на приватен и на професионален план. Благодарам многу.